Здраво Македонија. Се надевам дека сте удобно сместени во вашето удобно место и дека имате доволно време да посветите нели некои 40 на минути за денешното издание на вашиот и наш омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, целиот тим тука е подготвен, темите се подготвени, па велам да започнеме. А како и секогаш така денеска ќе си започнеме прво со запознавање на тековните надпреварувачи. Ќе започнам прво со домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. По пети пат во Листа за 300, Михаел и Марио, повелете. Здраво, Марио. Здраво, Михаел. Како сте? Супер. Денеска пета емисија, имаме 4 победи во низа, освен на нели првата која што така се погодиете, но потоа го оправдавме она учество со Wild Card што преминавме во домакин лук. Супер. Досега имате освоено 650 евра. Денеска ќе имате повторно шанса, но и нови надпреварувачи кои секако ќе ве предизвикаат за да ве стигнат од домакинскиот трон и они да го запземат вашето место. Дали сме подготвени за уште една интересна партија во Листа за 300? Спремни сме. Супер. Да не сакате да додадете нешто како за последен пат во оваа сезона? Класика, поздрав до сите што гледат. Што повеќе луѓе нели нека се пријавуваат сите што Фала ви. желба и што го следат квизота, има многу такви. Баш ми е мило. Барем јас познавам многу што се двоумат дали да се пријавам, дали Нека не не се се пријавам. двоумат, кажи. Ништо не боли. Точно така, ништо не боли, баш напротив може да се отидете тука во најмала рака со едно плюс позитивно искуство кое што ќе ви се најде, верувате, и понатаму во животот. Супер, баш ми е мило и фала ти уште еднаш што ги повика сите вака и да напрештупате за да се пријават во Листа за 300 и денеска домакини, па домакини со среќа, повелете во вашата кабина. Фала. А во нашето студио се и предизвикувачите, луѓето кои што како реков ќе проба да ги стигнат од тронот и да го завземат нивното место. Да ги поздравиме Кире и Драган. Повелете. Кире, здраво. Драган, здраво. Како сте? Добри ли сте? Може понаваму да дојде да не стоиме нивица. Како сте расположени? Да, спремен за предизвик. Така, ова ви е прво, ако не се лажам, учество во Листа за 300. Дали имаме некое друго телевизиско искуство? Не, Не. баш телевизиско не. Значи, денеска прв пат Сефте. одлични, мило ми е што тоа го правите тука. Почувате како предизвикувачи, но пред да ве пратам нели во вашата кабина да ве запознаеме на кратко, ајде ќе започнеме од тебе. Здраво, јас сум Кире, 30 година, од Скопје, од Горно Лисиче. По професија магистар по право, вработен. Дали работиш по струка или не? По струка, одлично. И тоа е среќно Се нешто. сакаш ли работата, бе? Дека и си го учел тоа и си студирал, мислам за тоа. Да, чим сум го Добре, продолжил тоа, да не било еден да не си еден од оние кои што нели те натерале па сега се колнеш што го работиш. Може сум имал дилеми, ама Не, ево, добро, сепак сега. сум останал, да. И јас сум имал дилеми дури за работава што си ја сакам најмногу на цел свет и што ми е супер. Дури сум се. тоа се пронаоѓа. Секако. Така е. Одлично, Драган. Јас сум Драган, доаѓам од Илинден, среќно женет, татко, вработен. Татко на едно-две дечиња. Едно дете, на 2 години се уште малце. Да, како се вика? Васил. Васил, да е жив и здрав Васил. Кога е роден? Да не на Василица. Не, на 25 сега. На 25 Се сега. прави 2 години. Леле, супер. Значи месец дена се разлика со моите, одлично. Баш ми е мило. Мислев за Васил те прашав на не на Василица. Јас сум роден на Василица 14 јануари, но по ете. Така сакале моите одлучиле Марко да се викам и мило. По дедо му ние. Да, супер. Нека е жив и здрав Васил. Уште многу родендени да си прославите заедно. Сега да се вратиме на она што сме тука, нели да не избегаме од темата. Дали сте подготвени да влезете во вашата кабина? Да. Супер. Кири и Драган, почувате како предизвикувачи, па да видиме до каде ќе стигнеме. Повелете во вашата кабина. Михаел и Марио, односно Кири и Драган, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега сите заедно ќе ги провериме, за да знаеме како да продолжиме понатаму, односно да знаеме дека без никакви проблеми ќе си продолжиме понатаму. Па за таа цел ќе ве замолам да исклучиме прво домакинската кабина. Кири и Драган, дали се слушаме? Да. Слушаме.
Добре внатре во кабината. Супер, удобно. Ги затворивме тука сите, нели, возбуда и ова. Она, еве ги гледам се. Пркајте работа, тоа е тоа. Уште еднаш, Кири Драган, добре дојдовте во листа за 300, сконцентрирано во продолжение. Слушајте ги темите, разговарајте меѓусебно и за било што, дали нешто не е јасно или имаме некаков технички проблем, ќе ми се обратите мене. Договорено? Добре. Со среќа, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме домакинската домакини, како сте? Одлично. Гајле немате вие, веќе како дома апла се чувствувате, требаше и слика да си закачите некоја. Леле, стварно ќе дам предлог на оние кои што доаѓаат повеќе од 3 пати тука и слика да им ставиме миленце едно и така да се чувствуваат како дома. Може да почнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, се уверивме сите во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сите се расположени за денешната партија на листа за 300, па да започнеме. А како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за инстата гласи: женски имиња на буквите Д и К или К. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите Д како Драган или К како Кире и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. Но, за да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши сограѓанки. Михел и Марија, дали не е јасна темата? Одлично. Кири Драган, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Кире и Драган. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Кири и Драган, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 20. 20. 22. 22. 25. 25. 26. Едно повеќе, 26. 28. 28. 29. 29. 30. Стигнавте 30. до 30. 30. Уни кажа 30, да. 37. 31. 32. 32. 33. Одиме со 33. 34. Едно повеќе, 34 Извини, повеќе. Марче, прашање, должина на име, тоа ништо Немаме ограничување со буквите, ништо. Колку е? Без разлика колку букви, 34 надававме до сега. 35. 35, 36. 36, 37. 37, 38. едно повеќе, 38, 39. 39, 40. 40, 47. 41, 42. 42, 43. 43, 44. 44, 45. 45, 46. едно повеќе, 46, 47. 47, 48. 48, 49. 49. 50. Заокружуваме на 50. 51. 51, 52. 52, 53. 53, 54. 54, 55. 55, 56. 56, 57. 57, 58. 58, 59. 59. Ајде, нека одговараат да одмориме малку. Ајде да одговараат Кире и Драган. Огнено кршевање имаме тука во листа за 300. Пополека, времето е на ваша страна. Не брзајте, како што рековме, бараме женски имиња на вашите букви, на буквите Д или К. Како што рековме, не е важно дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и така натаму, но важно е името да го имаат најмалку 5 наши сограѓанки за да биде запишано во Државниот завод за статистика на Македонија. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Драгана. Драгана. Така е. Дијана. Дијана. Точен одговор. Деспина. Деспина. Така е. Дафина, Дафина. Мома убава. Така е. Добрила, Добрила.
Така е. Кристина, Кристина. Така е. Каја, Каја. Така е. Добринка, Ја кажавме Добринка. Добринка, извини, Добрила кажавме, да, Добринка. 77 Добринки во Македонија. 777. 3 седмици. Точен одговор. Катерина, Катерина. Така е. Кате, Кате. Така е. Катарина со А, Катарина. Така е. Душанка, Душанка, Душанка. Точно. Душица, Душица. Така е. Далиборка, Далиборка. Така е. Дефне, Дефне. Така. да, 120. Да, како рекме, Дафне, Дефне во Македонија, така, не очекував искрено, не сум го сретнал ова име. Димка, Димка. Димка 87, точен одговор. Данка, Помалку од Дефне, кој ви рекол? Како? Данка, Данка. За Данка што очекувам највише 3 ќе ми кажат. Данка, точен одговор. Данче, Данче. Поздрав до школската другарка моја Данче. Косана, Косана. Така е, Косана 19 точен одговор. Килијана, Само момент да го испишеме. Косана. Така, кој рековме? Килијана, Киријана. Така е. До сега 20 точни имиња имаме, браво. Размислете. Драгислава, Како? Драгислава, Драгислава. Ајде да видиме. Многу ми е жал. Драгислава нема. Барем нема 5, можеби и да има, нели, но мора барем 5 да бидат заведени за да ги извади во Државниот завод за статистика. Тоа е, пак ќе кажам, изворот од каде што ги црпиме овие информации, мора по тие да се водиме. Нека, нели, во спротивно хаос ќе настане еден. Супер почапе, го пипавме теренот. Без секирање, добри бевте. Ете, мал кик сега, ова е се само до неискуството. Но ете сега го придам искуството и се ќе биде полесно, ќе видите виши следната лицитација, ќе биде поинаку. Кири Драган, само продолжете вака храбро. Нека не ве разочара овој да во одврати од храброста која што ја покажавте во лицитирањето. Браво, на добар пат сте, нели, да набиламе едно добро искуство кое што ќе ни се најде за понатаму. Сепак да не забораваме дека Михаел и Марио имаат огромно искуство за себе и ова е нивна 5-та емисија поред во низа. Сега па сам да кажам, немојте да бидете hard on yourself, како викаат американците.
Продолжуваме понатаму, имам уште една лицитација, но тоа не го менува фактот дека Михаил и Марио го искористија своето искуство максимално за да ги навлечат на што повеќе надавање и потоа да префрлат топката кај нив, ги фатија на кондиција. Секоја чест. Да одмориме малку. Ветерани сте веќе. Се уморивме. Да, се уморивте. Така е, се сложува би со тоа. Женски имиња на буквите Д или К, но не се опуштете премногу, имам уште една лицитација, заборавив и вас да ви кажам. Женски имиња на буквите Д или К имаме Далија, Дамјана, Дамјанка, Даница, Дара, Дарија, Дарија, Даринка, кажавме Дарја, Дарка, потоа Дафина, Даца, Дева, Дениција, Дервиша, Дивна, Диана, Дијана, Димитрула, Добрила, кажавме Донка, Дора, Доротеја, Доротеја, потоа Дуда, Дукадинка, Дуња, Душана, Душанка, ајде сега малце на К, Карамфила, Карамфилка, Кармен, Ката, потоа Катица, Кираца, Кита, Клара, Климентина, Косара, Крстана, Ксенија и така натаму. Знаете, драги гледачи, дека имаме уште едно надавање за играње. Ова надавање ќе ни покаже во кој смер ќе се одвиваат работите, па затоа нема да должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: морски животни. Бараме општо прифатени имиња на морски животни кои ги има во некоја енциклопедија на животни без обзир во која група на животни спаѓаат. Важно е да живеат во солена вода, односно мориња или океани. Птици кои само се хранат во морето, како што се пингвините, не се признаваат. Михаил и Марио, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично, Кири Драган, дали не е јасна темата? Само едно прашање. Повели? Тука видови риби кои посебно се сметат? Може и како посебно, да. Да. Како посебно се смета. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Кире и Драган. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Кири и Драган, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. Стартуваме со 5. 10. Дублира на 10. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Нека одговарат. Ајде, кажи на заслужен одмор од Младзе Кири Драган. Ајде да видиме, се па ќе кажам, листа за 300 или место за надмудрување и покажување на нашето знаење, па сега да видиме дали ќе успе. Морски животни рековме темата. Михаил и Марио, имаме тука 26 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни називи на морски животни за да го освоиме овој поен. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Туна. Туна. И ова морам, мислам, да не ме сватите погрешно, сега го кажам, не се само рибите, нели, морски животни. Добро. Туна е точен одговор? Сардина. Сардина. Така е. Ципура. Ципура. Така е. Тигар ајкула. Ајкула тигар или тигар ајкула. Така е. Бела ајкула. Бела ајкула. Така е. Чекан ајкула. Така е. Ајкула чекан или чекичара, се едно. Точен одговор. Сабјарка. Сабјарка. Точен одговор.
сега има подвидови на јагули, мислам јагула кај нас што има нели по правилно и природен пат се размножува во море. Сега само јагула или треба подвидот да се каже? Има електрични јагули. Ако ги знаеш точните називи нели на Ајде, ова. со јагула ќе одим. Добро. Ако знаеш подвидови на Таа јагули сладка вода што живее по природен пат во море се размножува и живее и во солена вода. Ако го знаеш името, како се кажува, точно на јагулата, нема геле. Можеме. Ај вака. Да. Види како те најсигурно така изиграј си, иначе можеш да ги кажеш, ако ги знаеш и подвидовите на јагулите, можеш да ги играш. Само внимавај на Бакалар. како извини? Бакалар. Португалија, Шпанија многу го јадат. Бакалар, точен одговор? Чекај да се види. Медуза. Медуза. Така е. Октопот. Октопот. Исто е познат и како хоботница. Да. Морска звезда. Морска звезда. Каде си сега? Така е, морска звезда, 11 точен одговор. Морско конче. Морско конче. Така е. Да, делфин. Не идем со морско магаре. се за. Делфин. Со морско прасе. Делфин точен одговор. Орка. Орка. Исто фамилија на делфини. Така е. Познат исто Китубиец. како китубиец, така. Ако е китубиец, треба да има и китови во морска солена. Плав кит, син кит. Син кит, така е. Кога не се лажам и најголеми се сините китови, добро. Нема да навлигам натаму да не се обрукам. Така е. Морски рак. Морски рак. Така е. Морска желка. Морска желка. Точен одговор. Сега има една, она што се дува pufferfish, риба балон или не знам са како е во наша транскрипција. Риба балон, ајде ќе ја кажем. Балон риба или фугу. Ама кај нас се познати како балон риба. Воедно таа е едно од највкусните велат риби, но и најотровна. Треба да се помине посебен курс, нели, за да се обработи, да знае точно кој дел да си сече, затоа што имало случаи каде што луѓе се отруле, па дури и со смртни последици на крај. Не е важно тоа, продолжуваме понатаму. Дали имаме кажано скуша? Скуша, мислам дека немаме кажано. Со скуша. Скуша. Така е. Овие папалини, гирици се. Папалина? Е видот, мислам. Така е, браво. Да мене гирици се. Не знае дека се папалини. Така е, точен одговор. Уште 6. Добро. Како ја викаше татко ми на риба е спремат цело време. Харинга. Харинга. Така е. Лаврак. Извини, можеш уште еднаш да ми... Сега, нема, не знам, ќе го оставиме, не знам дали кај нас го се користи како лаврак, ама да не има друго име некое да направиме беле. Лосос. Лосос. Така е. Уште 4 сме, ајде. Сега планктон. Планктонот, китот се храни со планктон, тоа е живот, жив организам. А да те прашам, сега има цицачи што живеат и во сладка вода, ама голем дел од времето го поминуваат и на копно, да речем, пример на мраз, на Антарктикот и... Не. Не, не.
Да не направиме некоја утка. Добро, добро. Па не можам да го... Сега има едно слично на икулите, мислам дека морско куче. Кажу, да. Морскиот лав беше на копна, а морското куче имаше едно бейби шарк. Ража. Гледај тие, ража, добро. Ража или лист, кај нас познато, така е. Сега требаше за ова на почетокот да поразговараме, пред да се отвори темата. За подобро да се објасниме за тоа кои животни дали живеат во вода, кои се само на копно и кои се ранат ваму таму, затоа што сега по мабетот сваќам дека не сме се разбрале баш најдобро, но сега на небе збунам и нема да биде фери за останатите, ајде да продолжиме во овој тек, па потоа ќе се објасниме ние. Имаме уште 3 одговори, времето е на ваша страна. Сега китот се храни со планктони, дали тие такви видови на организми спаѓаат во исхрана основно? Мислам дека не е животно, мислам дека е едноклеточен организам. Мислам, сега да не утнам и јас нешто. Чекај. Има една риба што лета, ама како се... Уште колку имаме? Уште 3. Ајде, но и времето пополека не истекува. Ајде лаврак. Како? Лаврак. Лаврак. Една Лаврак. Така се. Тоа Да. има. Точен одговор. Мора да кажеш подтип. Не, ости тие види се. Некои волозинец, не тие не спаѓаат. Риба клован, немо, Риба клован. клаунфиш. Да. Да, немо рибчето, така е риба клован и уште еден одговор ни треба. Внимавајте да не направиме грешка на последниот, се случувало и тоа. Ама дори рибата, што потоаш не тек плават дори од немо. Не па кој? Има едно исто многу отровна риба лав, мислам дека викаат ја чуваат и во аквариуми дури. Точно така, лав риба, ќе одиме како одговор. Да. Лав риба. 26-ти точен одговор за Михел и Марио. Браво, малце пред крајот тука заглавивме, но сепак све си беше во рамки на нормалата. Одлично одиграно, дури и мене немаше да ми текна на некои од оние кои што ги кажавте. Иако има и доста звучи, сега ќе ги чуете. Кири Драган, одлично се боревте, ми се допадна храброста. Покажавте дека имате и знаење, само го немате искуството. Епа, за да го набилдам искуството, затоа што ова е пето учество на вашите противници Марио и Михаел и мора да го напуштат по ова нашето студио се до наредната сезона. Вие со Wild карта ја превзимате домакинската кабина, па ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. Од една страна чао, од друга страна честитки, се гледаме во следното издание на нашиот квиз. Супер бевте, не се разочарувате. Михел и Марио, и вие си бевте одлични, тоа го кажува и самиот резултат, го искористивте максимално искуството кое што го имате во споредба нели со вашите противници и ете го крајниот резултат. А морски животни, пред да ве повикам тука, морски животни, ги имаме, ќе пробам да ги издвојам оние кои што не ги кажа, тука ги имаме бранцин, забатец или зубатац, камена риба, лубина, марлин, моруна, потоа панга, папалина, мислам дека кажавме, саве сардела, сардина, ги кажавме. Тука имаме морска анемона или саса, морска змија, морска звезда, морска игуана, морска јагула, морска крава, морска краставица, морски еш, морски лав, морски пајак, морско слонче, морски конј, потоа имаме делфин, ги кажавме овие поголемиот дел.
Дагни, желки, јасток, корал, краба, крил, лигња, лист, медуза, морш, октопот, не кажавте школки, такви работи. И ова ми е криво, да, што тука не се, на почетокот не се објаснив убаво, каде што се морски лав, животни кои што морско што нели живеат, поголемиот дел се во морето, излегуваат нели на копно за да преспиат за наваму натаму, но животот им се одвива во вода. Лошо се објаснивме на почетокот, можеби тоа ќе ги отвореше вратите и за повеќе одговори на давање и за Кири и Драган. Ке ми извините, ке внимавам во иднина. А сега, Михаел и Марио, повелете тука на главната сцена да видиме што вели темата од нашата листа. Што ќе направат, останува сите заедно да видиме. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Марио и Михаел ми се придружија тука на главната сцена. По четврти пат, ќе кажем, од нивните 5 можни учества, ќе направиме една рекапитулација сега пред да продолжиме понатаму. Првата, за жал, нели не ја добивме, тога се надпреварувавме против Мајки и Филип. Потоа, од втората наваму влеговме во една победничка низа. Тоа сега имаме освоено 650 евра, денес имаме шанса да го зголемиме тоа финансиско конто, па ајде да не ве држам повеќе, но пред да ви ја кажам темата, на брзинка само да протрчаме низ нашата листа, составена од 15 празни полиња. За 3 точни ваши одговори ви стартуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате оттука со сума добро позната за вас од 300 евра. Сега, Марио и Михаел, слушајте убаво, а слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Држави во Азија кои имаат помалку од 20 милиони жители. Извор сајтот на World Meter. Бараме имиња на суверени азиски држави признати од Обединетите нации кои имаат помалку од 20 милиони жители. Но внимавајте се, држави кои географски и припаѓаат на Азија, но геополитички се сметаат како европски, како Кипар, Израел, Ерменија, Грузија и Азербејџан, не може да ги кажувате. Дали ни е јасна темата, брат? Да. Одлично. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете, тука сме и јас, па тераме. Чекај, имаш Нека помале. Индонезија. Не, Односно, чекај, тие се Значи под 20 милиони жители. Да. под 20 милиони. Непал. Добро. Виетнам. Не, таа има многу. Непал. Чекај, не знам, Непал признате... Аха, признати барато дали? Да, признати од Обединетите нации, да, внимавајте. Планинска земја. До Монголија. Та сигурно има Монголија помалку. огромна, ама не е населена. Не е населена, тие не се населени. Монголија нема шанси да Монголија, Бутан Монголија, Бутан и Киргистан. тоа е не е во Како не во Азија? како се смета тоа, не знам. Не, Не, знаем. не, 100% Киргистан. гарант. Одиме со Киргистан. Одма со тоа што ако изгориме на почеток и да не се мачиме, ми се допаѓа, вајте да видиме. Киргистан. И понекогаш, нели, како велат тоа, на среќата ги прати храбрите. Киргистан со 6,5 милиони жители е точен одговор. Монголија. Монголија, како што рекоте, станува збор за една од поголемите држави во светот, онака територијално. Ретко населена. Многу ретко населена, со само 3,5 милиони жители. Втор точен одговор за вас. И Бутан, Таа е една од најпланинските. точно така, една планинска земја со само 800.000 жители и е тоа трет точен одговор за 50 евра за вас двајцата. Ајде, заокруживме на 700 се. Не, како бе така да. Туркменистан. Не се 20 милиони. Туркменистан. Чекај, видите помалите доле. Лаос. Лаос да има 20 милиони, Не. нема шанс. Јувија, Туркменистан, Лаос. Имаат сите. Тајван не е признат. Знам дека не е признат Тајван. Чекај. Лаос. Туркменистан. Има ли уште неки стан мало? Таджикистан не знам дали. И Таджикистан е под 20. Ајде ги. Ајде. Таджикистан. Исто на Таджикистан? еден од трите Што не е така. Еден од трите станови. Таджикистан 110 милиони, точен одговор. Лаос. Лаос.
Лаос иначе има 7,5 милиони Да, жители. мали си тие. И тоа е пети точен одговор. Кој ги кажа? Туркменистан. 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 106,5 милиони жители. Туркменистан е шести точен одговор за вас и 100 евра. Се сега, нели? Тука, што правиме за понатаму сега? Тај да најдеме 3 островски. Тие да ми текне, чека, ама кој? Малдиви, од Индија. Не, Малдиви стари. Чекай, Сешелис, Африка. Кој бе други вака островски? Чека, овие под Индија, како беа малите Мјанмар, тие Не, чекай, тие се мали. Мјанмар нема. Мјанмар нема, сигурно. Да. Овие под Мјанмар. Да од острови Малдиви е под Индија. Спаја валјда. Убаво видеше со овие што отидовте таму се да се мачите. Виде да. Ето Индонезија кој бе? Има, ајде. Сингапур. Сингапур е мал. Сингапур е мал, да. Сингапур е подолу, Сингапур е мал. Кувајт. Сингапур, Катар. Бахрейн. Тие се сите да се. Сингапур, Бахрейн и Ајде одиме со Сингапур. Сингапур. Ајде со Сингапур, внимавајте со Бахрейн само. Тие се, чекај. Сингапур 6 милиони. Точен одговор. Кувајт. Кувајт со 4,5 милиони жители. Точен одговор. Ајде убаво се рековте убава островска уживанција. Малдивите муслиманска земја под Индија, ама Малдивите се мали. Да, Малдиви. Малдиви со само 500,000 жители, нешто како Скопје да речеме, е девети точен одговор за 150 евра. Честитки. Што правиме сега за понатаму? Видете, не сакам овие да ги изгубиме случајно. Камбоџа нема на 20 милиони долари тука. Камбоџа е сигурно. Нема 20 милиони. Абе, добро, ама Колумбија по кава и други се по 50, ова е под 20. А Џибути кај е? чекај. Ама прикине. Катар. Катар сигурно е под 20. Не, Пазете, бидете внимателни. Знаете, ако направиме грешка, дека ќе ги изгубиме и овие пари. Добро, кој ги играте? Се кој ги мислите? Ги мислиме Катар. Ги мислиме Камбоџа. Не, чекај. Има некои многу запикани земји. да, тие како да ми текне. Немате уште многу избор од земји, да имате, каже, уште 10 земји остануваат. Шри Ланка е сигурно. Мала е, бивш од цел. Да, ма мене ме плашат тие дали се нели признаени некој од нив, дали не се, да, не знам како стојат работите, па затоа тука не би ви рекол Не бе да да размислиме. внимавате сега. малку. Сирија. Јемен. Сирија, Јемен, Оман. Тие не сум сигурен за тие. Стварно не сум сигурен за тие. 50 Не сум сигурен. До 200 каже да стига. Кој ги имате до сега, ајде? Кој рековте? Рековте Катар, Катар. Катар. Овие бе Тувалу. Опа, чекај, уствари. Не, убаво си кажавте преска една, јас тука сум јутнал работата на почетокот, спомнавте една држава, се возат и трки, но ја после би го преиначив одговорот затоа што направив ја грешка. Ај нека. Бахрейн. Бахрейн се вози формула, ама да и во Катар се вози формула. Е, по едно од тие две каде? Да, не, Бахрейн, не. Бахрейн сигурно нема 20. Ајде бе, добро, добро. Како Дај се кажи беше? кои се таму други. Јајде уште една ви треба. Ова е, Обединети арапски. Дубај, Абу Даби, кој бе? Ајде, кажи. Чекај, Бахрейн, ова е и со кој друго? Катар. Не бе Катар. Не е Катар. Бахрейн, ова е... кажи. Ке ме умрете денес. Чекај, Бахрейн, ова е и уште една. Катар, бе, брат. Од овие од тие, не знам дали се во Азија ги водат и... Е, кажи го место него. Катар, бе. Катар. Ајде. Катар идеме па. Катрите се возат трки. Абе си. Прво он вика даде индиција за Катар. Катар, бе. Катар, После се смеја. века не Катар. Катар за 2,5 милиони жители. Мали се. Точен одговор, така е 10 за вас. Бахрейн. Потоа што рековме? Бахрейн. Бахрейн, да. Бахрейн има само 1,5 милиони жители, ние сме на добар пат да ги таа е стигнеме. мала,
И тоа е 11-ти точен одговор за вас и за 200 евра. Обединети Арапски Емирати. Обединети Арапски Емирати со 95 милиони. 9,5 милиони жители. Е 12-ти точен одговор за вас. Честитки за освоени 200 евра. Сега искрено, пријателски, мислам да внимавате, не сакам да ги изгубите овие пари. Чекај, овие островски, што се тие спаѓаат валјда во Австралија, на така океан. Јас знам дека спаѓаат дали си Дај само ги поминеме географски, Ајде, ќе се откажеме ако треба. Дај само Азија у глава. А му реков да повтори пред да дојде За Азија да ни се срамнати, што не се повтори. Казахстан, не знам, многу е голем, не е сигурно. Има повеќе. Не. Да. Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, кои бе други станови? Афганистан, Пакистан е најнаселен. Да, Пакистан е многу големо. Готово. Чекај секунди. Ама не сме сигурни за... Ама, се мислам меѓу Оман и Јемен, тие и... Се вртите околу со еден погрешен одговор и затоа ме плаши ми е срам да не... Готово. Доста. Не сакам да ви ги знам за последно учество, убава парична награда. Гледај, беше Оман не, ама не е Јемен. Да, јасно. А више не смеам да давам повеќе, дека ќе ми замерат. Ти ни помогна доста. Па добро, сега, мали асоцијации не си го имавте знаењето, не дека овакво, само за да не ми замерат повеќе. Иначе, тука бевте цело време вртете, ти викам, ќе кажете две точки, една погрешна и страх ми е да не утнеме работа, а еве ги кои се сите, само 20 се на број, тука ги имаме Брунеј, Малдиви, Бутан, Источен Тимор, Бахрейн, Катар, Монголија, Кувајт, Оман, Либан, Сингапур, Туркменистан, Киргизстан, Лаос, Обединети Арапски Емирати, Таджикистан, Јордан, Камбоџа и Казахстан. Тие се тие. Казахстан, да. Казахстан со 19 милиони, да, големи 19, ама бараме нели по 20. Да. Не, ќе утневме, мислам за Камбоџа, нели се мислевме дека одма до Лаос, мада... Да. Добре. Супер одиграно, браво, суштеднаш ќе кажам, супер бевте. Одлично си помена во текот на овие 5 издања, посебно во овие последните 4. Драго ми е што ги завршивме сите со некако финансиски учинок. Сега уживајте, трошете си ги парите летово, па се гледаме од октомври повторно тука во нашето студио. Михаел и Марио, секоја чест. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Листа за 300, секако останете во продолжение со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот и ваш омилен квиз. А до тогаш немојте никако да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!